Започнуваме со саботното издание на регионалните вести. Општинските власти тврдат дека урбаниот хаос кој владее во Тетово ќе се ублажи со новиот генерален урбанистички план, кој најавуваат дека ќе го изработат за 3 години. Инаку последниот генерален план е изработен во 2002 година. Општина Тетово ќе добие нов генерален урбанистички план. На седница на Совет изгласана е одлука да се формира работна група, која ќе има задача новиот ГУП да го изработат за 3 години. Со новиот план се предвидува градежната зона да се прошири на поголема територија, а приоритет ќе биде изградба на обиколници кои би го растаретиле сообраќајот, вели градоначалничката Теута Арифи. Таа смета дека новата развојна визија на градот ќе го ублажи неконтролираниот урбан хаос. Е многу важно, значи планирањето да го минимизира и да го стави под минимум или комплетно да го елиминира процесот на градењето без дозвола, затоа што најпрво мислам дека тоа е проблем на сигурноста на граѓаните, но исто така е проблем и на функционирањето на градот. Последниот генерален урбанистички план е изработен во 2002 година. Новиот ГУП требало многу одамна да се изработи, затоа што генералното планирање на градот треба да се прави на секои 10 години, велат познавачите на приликите. Истакнаа дека општината, освен што планира, треба и да реализира. Како пример ги посочуваат булеварите во градот кои се уште не се пробиени, иако ваквите градежни зафати биле предвидени во претходните урбани планови. Пробивањето на булеварот Индустријска е предвиден уште со генералниот урбанистички план во 1964 година, но состојбата на терен и по половина век се уште е иста. Секоја локална власт ветува дека булеварот ќе го пробие, но градежните активности никако да започнат. Сега целиот сообраќај кој сообраќа кон севата од општина Теарци и граничниот премин Јажинце мора да поминува низ централното градско подрачје, каде дополнително се создава сообраќајен хаос. Архитектот Богослав Божиновски вели дека општината не ги почитува ниту основните параметри при давање на дозволи за градба, кои се предвидени со стариот ГУП, затоа и во градот владее урбано лудило. Тоа е урбана мафија, више се вика, че не почитување на генералниот урбанистички план. Таква густина населување без запазување на основните параметри кои што се предвидени во секој ГУП не доведе до ова. Значи, масовната злоупотреба на одредени законски подакти на сето што е, доведува да имаме такви градби кои што генералниот урбанистички план прво не се предвидува тие, меѓутоа се утврдува густина на население на одредена површина, хектар, километар и така натаму, кои што се основни параметри за понатомошната за изработка на деталните урбанистички планови. Дека не се почитува постојниот ГУП покажува сликата на терен каде секој слободен простор се узурпира. Објекти незаконски се градат дури на тротоари до самите патишта и долж реката Пена. Голем број од нив се дивоградби изградени на државно земјиште, но ниту една не е урната. Повторно ќе се наплатува зонското паркирање во Гостивар кое беше укинато во февруари. Цената останува иста, 25 денари за 1 час. По половина година откако беше укинато, зонското паркирање во Гостивар повторно ќе се воведе. По завршување на тендерските процедури, јавното претпријатие за паркиралишта и Зеленило потпиша договор со фирма за јавно-приватно партнерство со кој ќе се регулира зонскиот паркинг. Од фирмата која го доби тендерот рекоа дека зонското паркирање ќе почне да функционира за 2 недели. Во втората фаза ќе бидат пуштени во употреба 2 затворени паркинзи, а во третата фаза наредната година ќе започне примена на сензори со кои возачите преку апликација на мобилен телефон или на смарт табли ќе може да знаат каде има слободен паркинг. Што се однесува до цената на зонскиот паркинг, таа останува иста, 25 денари за 1 час. Актуелното општинско раководство го укина зонскиот паркинг во февруари, со образложение дека договорот што го склучил бившата локална власт бил на штета на јавното претпријатие. Тврдат дека новиот договор е поповолен и претпријатието ќе добива 90% од наплатата. Нефункционирањето на зонското паркирање низ градот неретко предизвикува хаос и гужви во сообраќајот, со оглед на тоа што големиот дел од возачите се паркираат каде што ќе стигнат.
Во Гостивар денес се одржа промоција на книга Песни за деца, стихувалки, издадена во рамки на истоимениот фестивал за детска поезија. Поетскиот карван на Фестивалот за детска поезија Стихувалки 2018 го посети Гостивар. Најмладата читателска публика имаше можност да ужива во интересна и весела промоција на збирка творби со детски песни, создадена од 50 домашни автори. Меѓу застапените поети во книгата кои претендираат за една од фестивалските награди е гостиварката Слагјана Брезовска. Нејзината песна "Големата мака" на промоцијата ја изрецитираа ученици од основните училишта Мустафа Кемал Ататурк и Гоце Делчев. Целта на проектот кој го реализира издавачката куќа Едукамак е да се надополни недостатокот на литература за деца, да се доближи поезијата до најмладата публика, како и децата да се поттикнат на читање. Ние со години бевме во една тешка криза, не можевме да најдеме автор кој пишува за децата. И јас си реков во себе, дајте да направиме еден проект и еден отворен конкурс, да видиме, може би има некаде во внатрешноста во Македонија луѓе кои знаат и сакаат да пишуваат за децата, кои ја познаваат детската психа, кои знаат што сакаат децата. И така се роди идејата и минатата година ние конкуриравме со тој проект во Министерството за култура, беше подржан за оваа 2018 година, иако со мала подршка, но сепак во нас влеа една желба, една голема страст, една голема љубов да го сработиме овој проект. Станува збор за една многу сериозна манифестација, затоа што се ретки вакви манифестации кои што се одржуваат во олку многу, а веднаш да кажам, во 8 градови. И овој фестивал трае, речиси, повеќе од половина година. Значи, од пролетоска, па еве, ја дочекавме и есента. Оно што е битно за овој фестивал е тоа дека тој е поетски фестивал. И затоа се вика Стихувалки, а јас верувам дека во иднина, ако не е Едукамак, дека некој друг во Република Македонија ќе организира вакви манифестации и за раскажувачите, па ќе имаме покрај стихувалки, ќе имаме раскажувалки. На конкурсот за стихувалки се пријавиле 90 на афирмирани и неафирмирани поети од различни генерации, од кои жири комисијата избра 49 чии песни се најдоа во книгата. 25 од нив се надпреваруваат за златна, сребрена и бронзена плакета, а можност да гласа имаше и публиката во Центарот за култура Асном. Проектот се реализира со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Референдум 2018. И денес од извршниот одбор на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Тетово во изјава за медиумите ги повикаа граѓаните да излезат на гласање за референдумот на 30 септември. Јас сум Сонја Трифуновска, правник, вработена во основното училиште Андреја Савески Ќиќиш, Тетово. Ме знаете, се знаеме одамна. Заедно имаме поминато многу предизвици. Имаме носено значајни одлуки, имаме решавано многу битни прашања. Со еден збор заедно имаме поминато и надминато се и се што. Денес, по 27 години независност на нашата татковина, исправени сме пред уште еден предизвик, пред уште едно прашање.
да се биде или не. Да се оствари 27 години стариот сон или да се талка во мракот на минатото. Ме знаете како искрена и посветена. Затоа и денес искрено ќе ви кажам. На овој 30 септември имаме единствена можност да ја одбереме нашата иднина. Изборот е јасен. Одиме напред. Чекориме кон Европската Унија и НАТО. Одбираме светла иднина за сите граѓани на Македонија. Почитувани мои сограѓани, низ годините минувавме низ големи искушенија, но решително обстоивме на визијата за подобро утре, кој ќе го оствариме единствено како рамноправна членка на Европската Унија и НАТО. Знам, носењето на вакви значајни одлуки бара храброст. Знам дека вие сте храбри. Знам дека знаете мудро да одлучувате. Го знам тоа затоа што сум ве видела како сте го правеле тоа и во минатото. Ајде заеднички да донесеме уште една значајна одлука, можеби најзначајната во историјата на нашата држава. Ајде да се надминеме и да го решиме најзначајното прашање. Референдумот е најмоćна демократска алатка. Гласот на граѓаните е конечен. Ние граѓаните одлучуваме. Со нашиот глас на референдумот во 1991 година Македонија стана самостојна, независна и суверена држава. Сега, со нашиот глас на референдумот на 30 септември 2018 година, Македонија ќе стане дел од Европската Унија и НАТО. Затоа, ве повикувам на 30 септември, одважно, како и многу пати досега, пак да бидеме заедно, да се охрабриме и да донесеме одлука за европско тетово, за Европска Македонија. Референдум 2018. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност и со слаб северозападен ветер. Утринските температури се движеа од 13 до 19, а дневните од 22 до 30 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 6. Утре не очекува претежно сончево време со умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 13 до 19, а дневните од 21 до 29 степени. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 6. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.